Канал Македонија. И денеска продолжуваме секако со 40 минути некаде од прилика забава, надмудрување и секако тестирање на нашето знаење. А за да го направиме тоа, треба да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со запознавање на тековните надпреварувачи. Први ќе ги повикам домакините, односно оние кои што завршија како победници во минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Мајк и Филип. Повелете. Мајк, браво. Филип, здраво. Не ме прашам дали сте расположени, се подразбира тоа. Подразбира. Денес, како не се лажам, трет учество во оваа низа. До сега и во двете имаме финансиски учинок. Првата беше 300 евра, втората 150. Значи, се вкупна сума имаме до сега од 450 евра. Браво за тоа. Денеска повторно, предпоставувам, ќе атакуваме на победа, така. Како и секогаш. Да, целта. Но повторно имаме задача да ги елиминираме преку две лицитации нашите противници. Повторно сте во улога на домакини. Така е. Накратко, тоа е тоа. Дали сакате вие да додадете нешто? Не. Мудро ќе ги чуваме зборовите и мислите за кабина, така? Посебно ако има пак над 100, треба да чуваме зборови. Леле, секоја чест. Каже, не бе прашав тоа, напорно ли беше да се дадат 100 одговори, с повеќе од 100 одговори? Па колку и да знаеш, напорно е над 100, така. Лошо е што само една грешка може да целиот труд да реши, да. Фрлио ѓубре што се вика во вода, нели? Да. Дали во одреден момент се запрашавте дали кажавме да не погрешивме случајно за некој од одговорите? Конја можда. Па имаше 2-3 одговори кај што. Кај што малку. Може подобро да не ги кажуваш, ама добро испадна. Имаше доста други што може да се кажат на нив, ама Многу посигурни, кажа, да. Добро. Бидна што бидна. Бидно што бидна, резултатот беше на крајот одличен, позитивен, што на вас, нели, само тоа ви интересира во оваа ситуација. Супер. Денеска повторно домакини, па домакини, повелете во вашата кабина. Хвала. А во нашето студио се и денешните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Владимир и Бодан. Повелете. Владимир, здраво. Здраво, како си? Одлично, Бодан, здраво. Како сте, може понаваму малце да дојдете, да. Како сте, момци? Одлично. Расположени за игра? Нормално. Чива беше идејата да се пријавите? Моја. Твоја, Владимир, супер. Одлично. Дали одамна гледаш Листа за 300 или скоро сега, па викаш чекај да пробаме? Гледам можда една година, да, ама посебно кога ме викнаа, почнав онака турбо да ги гледам. Да се спремам малце. Супер. Нема да те прашувам кои теми најмногу ви лежат. Нема да им откриеме. Не влијат никако кај нас, но ајде да не ви направиме нели со противниците да може да рачунаат, да тактизираат они. Иначе тука немаме таква, како да кажам, традиција, ако знаеме зашто сте добри, па козината тоа да не ви даваме, нема поента. Ајде на кратко да ве запознаеме. Владимир, кој си, што си, од каде доаѓаш? Од Скопје, 18 години, учиме и двајцата во гимназија Орце Николов. Тоа е тоа. Да, кратко, тоа е тоа. Бодан? Исто доаѓам од Скопје, имам 19 години, учам заедно со Владимир, сега ќе завршуваме средно, матура следи, па... Како е во Орце ситуација? Тешкичко. Тешкичко. Тешко. Ја Орце не учев таму средно, во Арсени Јовков учев, нема везе, ама моето прво музичко искуство со бендот што го имав тогаш, 95-та година, така нешто, првата свирка ми беше во Орце Николов, се одржа тогаш рок свирка, голема свирка на малите бендови, така се викаше, организирана баш во холот на Орце Николов, каде што десетина рок бендови настапивме. Нели, лайф таму со публика полно беше во холот, многу јаки времења. Ја по тоа го памтам, Орце има многу убаво, не знам, убав печаток за самото жилиште. Супер. За вас верувам има измешани емоции таму, си го сакате, има моменти кога не сакате да одите воопшто, ама така, како што рече, сосема нормално. Да не сакате да поздравите некој, да додадете нешто? Да поздравиме фамилија, пријатели, блиски, девојки, тоа е тоа. Тоа е тоа, голем поздрав и од мене до истите. Не би ви одземал повеќе време ниту внимание. Почувате како предизвикувачи. Ајде да видиме до каде ќе стигнеме. Ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Хвала ви.
Мајки Филип, односно Владимир и Бодан се во нивните надпреварувачки кабини. Што значи, драги гледачи, сега ќе треба да им посветиме време малци внимание на кабините, да провериме дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение на нашиот омилен квиз Листа за 300. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Владимир и Бодан, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, ако имаме било каков технички проблем, за да не ви одзема нели внимание, да ве деконцентрира, веднаш да ми сугерирате за да може да го средим истиот. Ако нешто не е јасно, не сте ме слушнали како што треба, нешто загрчило, засуштало, што и да е причината, воопшто не ме интересира, само прашајте, договорено? Договорено. Да повториме, да разјасниме тоа што не е јасно. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме на домакините. Мајки Филип, дали се слушаме? Слушаме. Домакини, нема да ве гнјавам, дали може да започнеме? Можеме. Супер, ви благодарам, ете, драги гледачи, кабините се во перфектна состојба, предизвикувачите се расположени за игра, домакините исто така и да и зелено светло, па ајде да испочитуваме се. Што значи започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи: машки и женски имиња кои почнуваат со буквата А. Бараме машки или женски имиња кои почнуваат со буквата А како авион и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши сограѓанки или пак сограѓани. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Одлично. Владимир и Бодан, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Добре ви е познато, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Владимир и Бодан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филипа. Владимир и Бодан, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5, 9, 9, 10. 10, 11, 11, 12. 12, 15, 15, 18. 18. 20, Се окруживме на 20. 23. Мајкл Џордан, 23. 24. 24. 30. Заокружуваме на 30. 31, 31. 33. 33. 34, 34. 35. 37, 37. 40. Стигнавме до 40. колку? 40. 40, 47, 41. 43. 43. 44, 44. 45. Едно повеќе 45. 47, 47. 49. 49. 50, Стигнавме до 50. 52. 52. 54, 54. 55. 55. 57, 57. Нека одговараат. Мајки Филип, некако во последно време, кога треба на многу одговори да се даде одговор, вие го правите тоа. Владимир и Бодан се решија да ве пуштат вие да одговарате, да го скршите мразот и со право, сепак поискусни сте, не за џабе седите во домакинската кабина. Имаме тука 57 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со машки и женски имиња, кои што започнуваат на буквата А. Знаете дека треба најмалку 5 мина да го имаат тоа име за да биде забедено во Државниот завод за статистика на Македонија. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ali, Али? da, Точен одговор. Alin, Алин. Само 16, очекува повеќе, но доволно.
Алан. Алан. Така е. Ален. Ален. Точен одговор. Алек. Алек. Така е. Алекс. Алекс. Алексо. Алексо. Алекса. Алекса. Така е. Алексей. Алексей. Алексей 1400. Повеќе од што очекував. Браво. Па и тоа со најмногу, Александар. Александар. Да, едно време беше нели најчестото име во Македонија, не знам дали е се уште така, треба да видиме. Сега ќе провериме. 20.900 македонци го носат тоа име. Александро. Александро. Од 2900 на 49. Точен одговор. Антонио. Александро. Антонио. Така е. Антон. Антон. Така е. Андон. Андон. Така е. Антонио. Антонио. Со Ј. Антонио. Да, со ја. Добро. Антонио 150. Арбен. Сограѓани. Арбен. Да. Аце. Само Арбен. Така е. Аце. Точен одговор. Аврам. Аврам. Така е. Антони. Антони. Така е. Алија. Алија. Точен одговор. Амди. Амди. Така е. Ахмет. Ахмет. Така е, точен одговор. На колку сме? 22. А колку треба? 57. Асан. Асан. Точен одговор. Ацо. Ацо. Така е. Анчо. Анчо. Да. Триесет Анчо во Македонија, точен одговор. Андреј. Андреј. Андреја. Нема потреба, знаеме дека многу ги има. Андреја. Точен И со одговор. Ј. Андреја. Што правиме што има Андреј машко и женско име сега? Само различно се изговара. Албин. Албин. Да. Албин. 29 точен одговор. Албан. Албан. Албан, 30 точен одговор. Арбен, го кажавме. Арбен. Да, кажа не Арбен. Аритон. Аритон? Не. Така е, Аритон. Адриан. Адриан. Така е. Колку сме сега? 32. Од 57. Андријана. Андријана. Така е. Адријана без Н. Адријана. Така е. Андријана без Ј. Андријана. Андријана. Така е.
Адриана. Адријана, со Ј. Адриана, без J. И без Н. Да, Адриана. Така. Тие 4 кои да... Даде, Адриана имаме, значи Адријана. Со Ј. Да, Адријана, така. Со J и без J и со Н и без Н. Ја. Добро, да не направим само некоја грешка, гледам. Така е. Ана Марија. Ана Марија. Така е. Ана. Ана. Точен Анета. одговор. Анета. Така е. Анита. Анита. Така е. Антонела. Антонела. Точен одговор. Антонија. Антонија. Со Ј или без Ј? Шо? Со Ј или без Ј? Со J. Со Ј, Антонија. Ангелина. Ангелина. Така е. Антоанета. Антоанета. Така е. Амра. 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 45 точен Адела. одговор. Адела. Така е. Анастасија. Анастасија. Така е. Без J, исто. Анастасија. Аника. Така е. Атина. Атина. Точен одговор. Аника. Аника. Така е. Ангела. Ангела. Ангела со Г сега? Со Г, па после со Г. Добро, добро. Да провериме ова прво. Ангела. И Така со и Г. сега одиме со Г. Ангела. Така е. Антигона. Антигона. Антигона 280 во Македонија, точен одговор. Амела. Амела? Амела, да. Така е. И уште 3 имате. Ја да ги размислам некако по вако. Андреј. Кажав прво машки Андреј. И кажаме со Г. Не кажав Андријана. Андријана кажав. Сите че кажам прво. Да. Да кажав на женско. Ајде, 100 погодивте Атидже. минатиот пат. Сега на 50 ги ми заднеме. Атидже. Атидже. Тага налјути се, мајка, ајде. Атидже. Ајде, Атидже. Така е. И уште 2. Аница. Аница. Аница, точен одговор и кој ќе биде последниот? Анабела. 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 Анабела за 57 точен одговор, вкупно 473 Анабели во Македонија. Живи и здрави сите, вклучително и вие двајцата, честитки за првиот поен денеска. Бидете внимателни, имам уште една лицитација за играње. Владимир и Бодан, немам никаква замерка за вас. Надававме до 57. Не знам дали можете да кажете толку имиња, дали секоја Да. и на вас ви стана јасно така. Дека има доста за кажување, доста за играње, иако пак ќе кажа, може уште 5-10 да се надаваше, поинаку ќе беше изеднити за другите, нели? Кога ќе дојде моментот за одговарање. Како и да е, продолжете само храбро.
Не се разочарувајте, имам уште една лицитација, ајде да пробаме на таа пресврт да направиме. Со среќа во продолжение, нема да ви читам, драги гледачи, повеќе машки имиња и женски имиња, затоа што надпреварувачите кажа повеќе од тоа што јас имам тука одвоено за да споделам со вас. Одиме понатаму со втората лицитација, односно второто надавање, а темата за истото гласи: кошаркарски репрезентации кои учествувале на Олимписки игри. Бараме имиња на кошаркарски репрезентации во машка конкуренција од цел свет, кои учествувале на Олимписки игри од 1936 година, од кога кошарката се игра на Олимпијадите, па се до последните Олимписки игри во 2024 година. Имињата на репрезентациите ги признаваме онака како што се викале во моментот на учеството. Сега, од тогаш, од почетокот на Олимписки игри, односно од кога се игра кошарка од 1936 година па до денес, имало многу држави кои што денеска се непостоечки. Значи, го барам името на таа држава тогаш. Немојте случајно да кажете некоја нова сега држава која што не учествувала во склоп на таа бивша држава. Значи, внимавајте. Го барам името на таа држава која што повеќе не постои, а не некој име од сегашните постоечки држави. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Владимир и Бодан, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултат негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Владимир и Бодан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип, а Владимир и Бодан, кога ќе имате понуда, кажете ни. 7. Започнуваме со 7. 8. Едно повеќе 8. 9. 9. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. Плюс уште една. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. Едно повеќе 25. 26. 26. 27. 27. 29. 29. Колку? 29. 29. 30. Заокружуваме на 30. 37. 31. 32. 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде, Владимир и Бодан. Имаме тука 38 празни полиња кои што треба да ги испишеме со репрезентации кои што учествувале на Олимпијада, кошаркарски репрезентации кои учествувале на Олимписки игри. Рековме од 1936 година, од кога фактички почува да се игра кошарка на Олимписките игри, па се до последните кои што се одржаа во 2024 година. Уште еднаш ќе ве потсетам, можете да ги кажувате те бивши земји кои што некогаш учествувале, ако учествувале, но внимавајте, доколку некои од земјите, републиките кои што ја сочинувале таа бивша држава, сега не учествувале на Европско првенство, не можете да ги кажете. На Олимписки игри мислиш? Како? На Олимписки игри. На Олимписки игри се извинам, не Европско. На Олимписки игри, фала што ме поправи. Може да започнеме? Да. Ајде. Број 1 Југославија. Југославија. Да. Така е. Грција. Грција. Така е. Србија. Србија. Точен одговор. Словенија. Словенија.
Така е. Хрватска сигурно. Ај првнови. САД, Соединети Американски држави. САД. Така е. Канада. Канада. Така е. Литванија. Литванија. Така е. Шпанија. Шпанија. Точен одговор. Италија. Италија. Така е. Франција. Франција. Германија. Германија. Аргентина. Аргентина. Така е. Европа, Унгарија, Латвија, Шведска. Естонија. Не, Летонија. Босна. Црна Гора, нешто не как е. Хрватска. Србија, кажавме Хрватска. Словенија, кажавме. Не. Хрватска. Хрватска. Така е. Кина. Кина. Точен одговор. СССР. СССР, СССР, како сакате. Така е. Јапонија. Јапонија. Точен одговор Јапонија. Русија. Русија. Така е. Австрија. Австрија. Леле, колку ми е жал Владимир Ипона. Австрија никогаш не била на Олимпијада. Австралија најблиску до тоа. Да можеме да го протнеме. За жал, многу ми е криво. Супер почнавте. Ете, малки си разбирам зошто, не знам, нели, по логика на нештата, ама ете, не секогаш излегува така. Во секој случај, ме изненадивте со вашата храброст за лицитации и исто така и храброста во одговарањето. Ми се допадна и што комуницирате меѓусебно цело време и за одговорите и за тоа како да одите понатаму во квизот. Задржете го сето тоа. Сега имате искуство плюс, што значи наредниот пат кога ќе дојдете, верувате дека резултатот ќе биде сосема поинаков. И самите ќе се изненадите колку поинаков ќе ви биде кога ќе дојдете тука и полесно. Супер надпреварувачи бевте, не требаат вакви млади надпреварувачи, квизаджи, баш како вас. Искрено од се срце се надевам, ај би ве замолил повторно да дојдете да се пријавите во нашиот квиз. За како што рековме, да го покажеме на вистинското ваше светло. Ви благодарам, но за жал сега морам да ви кажам чао. Чао. Мајки Филип, уште една одлична партија за вас. Секоја чест. Владимир и Бодан храбро игра, искрено надава барабар со вас како да се веќе 10 пати да учествувале во листа за 300 и тоа многу ми се допадна. Достојни противници беа. За жал, ете, Австрија не е помеѓу оние репрезентации, имаш уште доста тука кои што може да ги играат, еве сега ќе ги прочитаме, во секој случај честитки, ќе ми се придружите тука за кратко. А ги имаме, еве ќе прочитам дел од оние репрезентации, како што реков Австралија, потоа Ангола, Бразил, не знам дали кажавме, добро, во ред Велика Британија, Венецуела, Германија, потоа ги имаме ајде од оние Западна Германија, Индија, Ирак, Иран, Ирска, Јужен Судан, потоа Куба, Мароко, Мексико, Нигерија, Нов Зеланд, Панама, па ги имаме ајде СР Југославија, потоа Србија, посебно како што кажаме Србија и Црнагора заедно, потоа имаме и од СССР обединет тим кој што настапи во 1992 година, потоа Тајван, Тајланд, Тунис, Турција, Унгарија, Уругвај, Финска, Централно-Африканска република, Чехословачка, Чешка, Чиле и така натаму. А сега, драги гледачи, ќе ги повикам Мајки Филип да ми се придружа тука на главната сцена за да ги соочиме со темата од нашата листа. Како ќе поминат, ќе дознаеме сите заедно. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата.
Мајки Филип повторно ми се придружија тука на главната сцена. Добре, дојдовте. Добре, не. Знаете како оди целата процедура, темата ми е подготвена. На брзинка само да протрчаме низ листата, составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50. за 6, 100, за 9, 150, за 12 200, и за 15. 300. Дај ги парите и да си одиме. Ајде, чао. Тоест, да можеше, така ќе беше супер. Одлично ти благодарам, Мајк, ти благодарам, Филип, што ми олеснавте сега работата. Ќе ви вратам за тоа. Доколку имам шанса. Дали сте подготвени за темата? Подготвени. Супер, слушајте и вие, добро, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема иглолисни дрвја. Бараме називи на иглолисни дрвја или пак грмушки. Кратко и едноставно. Не само што растат кај нас, предпоставам, туку од целиот свет, нели? Кога ќе бидете подготвени, пукајте. Бор. Елка. Бор е од смрека. Бор. Бор. Така е. Елка. Елка. Одиме со некои што се кај нас најраспространети. Така е. Смрека. И смрека. Смреката е уште познати како Юниперус или клека. Чисто да знаете, и тоа е трет точен одговор. Честитки за првите пари денеска. Молика. Молика е, уствари, бор. Само бор. Нисам посебен си. Па добро, има два Посебни си вида се бор. посебни, да, Има и бел бор. Така е. Бел бор. Точно така. Ке се Си рачуна. крадел дрва? Ајде, сите мусоки, Молика се да. посебни вида. Да, белбор. Ајде, белбор. Три, Ке смислите уште една ајде? Се најде нещо. Така е. Молика. Молика. Па тоа е обичниот бор. Не, Срнбор. Црнбор, ајде. Чим има бел, мора да има црн. Имаме и еден обичен кој што ги поставува стандардите. Тој е неутрален. Да. Имаш црн и бел после. Така е, 100 евра. Ајде, честитки. Ајде, фала. Што правиме за понатаму? Чим престо. Зелен бор. Црвен. Ќе беше добро да имаше така. Чим прес. Да. Чим прес. Ќе ви дадам уште едно од мене, ајде доколку Така, погодите. Уште едно доколку најдете и јас ви дам уште едно, знаете. И грмушки. Да. Както што ти говори се. Да, не е дрво. Што рековте се? Чемпрес, така? Чим прес реков? Четинар. Четинар се цела група. Не, четинар е фамилијата. Да. Кој? Не, четинар, ама не. Четинар, да, четинари се цела фамилија. До виелки беше, имаше друго доги. Селки имаше. Сум учил ботаника на времето, сум добре. Ти треба да знаеш. Треба. Клека, тоа исто со смрека, рековме, да. Добро, и 100 евра, сега да не се лажеме, ако не текна подобро да ги земете, Така е. да не направиме некоја, нели? Минутка да размислиме. Не, размислете. Ја ви реков, ако ви Топола текне не уште е едно, така. част само одно. Не, тополата е... Зелено. Топола бука, све се тоа врти. И јаворот уште не е тамо. Нешто. Кој се... Она... До Pine Tree е бора... Шишарката не, там не Шишарка е од бор. Борот само плодот. Да. Дори имаше и дрво шишарка, се немаше. Не ги текнува. Чим прес ми текнува, ама друго. Не ги текнува. И кажи
кај ги добро. Кажи нешто. Па мене да ти кажам, право не ми се многу познати. Ајде, Дел од добро. овие. Ни нас не се. Тоа е тоа. Па Тоа е тоа. честити, па вие не е така разочаран како е. Добро. Супер одлично, можеби не се да замаката што ја поминавте, нели со 57 одговори навама натаму, но пак е на добрата страна не се ни 103 како прошлиот пат. Вака, иглолисни дрвја. Ариш, араукарија, пота ги кажавме бор, белбор, бела елка, дуглазија, елка, камеци парис, па имаме кедар или чедар, кривул, планински бор, криптомерија или јапонски кедар, либоцедрус, муника, оморика, панчикјава оморика, пачен прес, смрча, тиса туја, таксодиум, фоја, тоа е вид на смрека, чемпреси, така натаму. Ги има доста видови, но овие се оние кои што ги имам издвоено како најзвучни, кои што би требало да ги знаете од општа култура. Не се многу звучни. Не се многу звучни, кажи. Филип и Мајк, честитки, браво, ми се допаѓа што си зимаме во секоја партија без разлика на Си се собираат. сумата, да, си се собираат и тоа целта. многу ме радува. Така е, се дружиме во следното издание на нашиот квиз, па се гледаме тогаш. Ви закажувам и на вас, драги гледачи, средба во следното издание на нашиот квиз, а до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!